Банковска, зошто мислите дека имате предност пред останатите кандидати за председател на државата? Предноста ќе ја кажат граѓаните на денот на гласањето, меѓутоа се разбира во председателска кампања, моја задача е да ги убедам дека јас сум најдобриот избор. За тој аспект можам да кажам дека она што против кандидатите го сметаат за мој голем минус, а тоа е немање активно политичко учество, односно носител на функција не сум била во сиот мој живот, доаѓам од академија. Мислам дека им паѓа во вода со самиот факт дека веќе неколку председатели дојдоа без никакво искуство. Еве, например, господинот Иванов дојде од професорската аула, влезе во председателската вила. Да не го зборувам, например, Обама во Соединетите Американски држави, исто така професор кој стана председател. Значи, тоа не е никаков аргумент. Другата работа е дека јас, иако сум поддржана од политичка партија во процесот нели собирање потписи и во оваа кампања, сепак дојдам од една партија која не претендира да биде носител на власт, односно реално силите и се такви да таа може да биде некако фактор во политичкиот тој, да речам, контекст во собранието во владата, не знам како ќе се заврши. Меѓутоа, лично јас добивам слободна позиција како евентуално избран председател да бидам во кохабитација со претежно со владата и собранието секако во делот на надлежностите со суспензивно вето и тој дел. Меѓутоа, ќе имам апсолутно целосната слобода, значи јас не сум актер на голема партија која ќе ме држи под контрола во врска со некои нивни коалициски договори и слично. Апсолутно слободен човек и се разбира доаѓам со еден безпрекорно портфолио на професор, без никакви дамки во својата кариера. Граѓаните ме познаваат како некој што бил и активист, меѓутоа и активен коментатор на се што се случувало во оваа држава во изминатите 30 години. Зборувам здраворазумски, не професорски, се трудам да не бидам професор, да не држам лекции, туку да допрам до најобичниот граѓанин и оној без образование на кој ќе му стане јасно зашто зборувам и зашто се залагам. Дали сте категорични во ставот дека Македонија треба да излезе од НАТО и како го замислувате сето тоа? Да, апсолутно сум категорична, затоа што е тоа мој став. Ако се сеќавате уште од времето кога се зборуваше дали треба да го промениме името, јас тогаш бев единствена од академската и интелектуалната фела која зборуваше дури и со уставно име, јас сум за тоа Македонија да не влезе во НАТО, сметајќи на тоа дека сме сиромашна земја, дека сме постконфликтно општество кое се уште си ги залечува раните од сопствените збиднувања и дома, меѓутоа и во регионот, и дека нам не треба една мирољубива политика, повеќе инвестиции дома во внатрешните состојби. Како би го извела тоа? Многу едноставно. Според членот 13 на договорот на Северноатлантската алијанса, се што е потребно да се упати еден допис до State Department-от, значи не до Брисел и до седиштето на НАТО, туку State Department-от во кој се известува државата дека, односно Соединетите држави, дека Македонија би излегла. Се разбира, таа одлука претходно ќе мора да ја одобри собранието со 61 глас, што е исто многу важно, не е двотретинско мнозинство, тоа е членот 121 од Уставот на Македонија. Каква политика сметате дека државата треба да води спрема Соединетите Американски држави и Европската унија и дали сте за продолжување на преговорите со ЕУ? Па начинот на кој Брисел ги води преговорите на штета на Македонија, постојано наоѓајќи креативни решенија за некои други држави кои се далеко зад нас и по развојот, иако сме ние доволно лоши во тој демократски развој, правниот систем да не набројувам, тие се таму креативни, меѓутоа кон нас се однесуваат како кон најлошиот ученик или можеби најслабиот, оној кој можете да го притиснете. Ако продолжат така, ние навистина би требало крајно да се понижиме себе си за да дозволиме да не третираат на тој начин. И мислам, еве нека биде тоа некоја моја интуиција, може би дипломатски чекор или мудар чекор, да покажете гард и да кажете дека не сте веќе подготвени да чекорите на тој начин и по тие услови, за да и тие малку себе се преиспитат, затоа што ние сме значајни геополитички, не како мала држава што да сакаат ќе не примеа пред 20 години, не именува
однесуваме ништо во математиката, меѓутоа со нашето поданичко однесување и се однесуваме како колонија, како вазална територија, им даваме порака, со нив можеме се да постигнеме и нема потреба да се трудиме околу нив. Така, ја би очекувала некого да пратат да пие кафе или да прави нешто друго, под услов, нели, да ни ги подотворат портите за поглавијата, инаку ние не сме ги почнале преговорите. Односите кон САД, да, јас сум за тоа да се однесуваме, значи, миролюбива коегзистенција со сите држави во светот, онака како што бара повелбата на Обединетите нации, значи на база на взаемно уважување, еднаквост, немешање во внатрешните работи, значи ни тие во нашите да не се мешаат, како што ние и не можеме во нивните, се разбира, меѓутоа односи на взаемна почит и би сакала повеќе да соработуваме врз базата на економските интереси, а не само доминација политичка, геополитичка, насочување во таа насока, туку нам не треба, како што реков, развој. Така што ако Соединетите држави не се расположени и се всушност во моментов позафатени со своите избори, ама и со милитаризација, односно билдање на онај војно-индустријски комплекс, тогаш има држави други кои имаат кредити, имаат можности да понудат нешто што нам ќе ни даде шанса за развој. Дали тоа значи дека сте за приклучување кон сојузите со Русија и Кина, кои што важат за авторитарни режими? Видете, прашањето на авторитарност и неавторитарност веќе се релативизира, дури еден Мершајмер, еден фантастичен професор од Чикаго универзитетот, ќе ви каже дека таа приказна во овој нов геополитички контекст на мултиполарен свет паѓа во вода. Помина времето во кое униполарниот момент доминираше, во кое Соединетите држави и ЕУ ќе каже, овие се демократи, другите се автократи. Сега веќе се толку измешано што јас не знам ни Соединетите држави каква демократија имаат ако пред граѓаните ги имаат Бајден и Трамп како единствен избор. Така што за мене тоа не е баш некој висок дострел во демократијата. Велам, економијата е таа што е важна. Се залагате за приклучување кон БРИКС и неутралност на државата. Зошто? Да, воена неутралност би била алтернатива на ова излегување од НАТО. Значи, почитување на повелбата, таму имаме право на самоодбрана, на собствено одбранбен систем, кој секако ќе биде скромен, онолку колку што можеме, затоа што ја всушност и не мислам дека нам воена закана ни е она што ни е на преден план, ние повеќе страдаме од многу други безбедносни закони, пред се социјална, политичка несигурност, економска и слично, и еколошка, ако сакате. Така што оваа другата ориентација е повеќе, бидејќи тоа не се формализирани меѓународни организации типот на НАТО, ЕУ, нели, со тие силни структури, меѓутоа ништо не пречи да имаме посматрачки статус, да ги отвараме дипломатските односи, да ги развиваме и да видиме што можеме да искористиме. Да речеме, мене лично многу ми се допаѓа начинот на кој индискиот министер за надворешни работи одговара кога не му приговараат, вие не ги почитувате санкциите кон Русија заради, нели, украинската војна. Тој вели, мене ми се најважни националните интереси на мојата земја. Така што тој некаков суверенистички, национално ориентиран план би бил кај мене доминантен. Велите дека ќе го вратите достоинството на нацијата, се залагате за носење на нов граѓански устав. Како тоа ќе го изведете? Тоа е исто надлежност на председателот на Републиката. Интересно, ниту еден од моите против кандидати не се повикува на таа одредба во нејзиното цело значење. Тие сите дискутираат околу на дали преамбулата, дали бугарите ќе бидат внесени. Јас велам дека овој устав, ваков, значи со цела одговорност и академска, и професорска, и сето мое знаење, и практичните резултати што ги гледаме од важењето на овој устав, 30 години подоцна, ја мислам и многу други колеги ќе се сложат, овој устав е веќе и надживеан и не ги дава резултатите што ни се потребни, така што низ една
делиберативна демократија, низ еден поширок консултативен процес. Се разбира, председателот не е монарх да донесе устав и тоа ќе го направи собранието со двотретинско мнозинство. Меѓутоа, јас можам да иницирам постапка која на граѓаните ќе им ги отвори очите и ќе видат дека алтернативи има и дека овој наш устав кој не дели во етнички стада, не води кон федерализација, всушност може да најдеме некој кохезивен елемент, нешто што како граѓани ќе не спои, а не да не спојува како етнички заедници. Дали планирате да ја подобрите позицијата на жените во македонското општество и имате ли конкретни идеи за тоа? За разлика од мојата против кандидатка која инсистира на таа женска агенда, јас се обраќам на сите граѓани без разлика на полот и другите разлики. Всушност, она што најмногу ми пречи се социјалните разлики, социјалната нееднаквост. Меѓутоа, по однос на вашето прашање, самиот факт дека јас се борам во оваа битка е доволен показател дека жените можат, дека жените се доволно храбри, умни, артикулирани и мислам дека и тогаш кога сме изложени на подсмев, на говор на омраза, на омаловажување, кој една жена достоинствено го изоди овој пат, им дава пример на помладите дека тоа и не е нешто страшно. Не сме плачки, нема да кукаме, нема да бараме посебен третман и цвеќиња да ни постилаат по патот, така што ако јас си го изодам овој пат без оглед на резултатот, тоа е веќе охрабрување за многу млади жени кои чекорат зад мене и кои ќе речат, па добро, можело и може да се преживее политичка битка. Ванковска, благодарам за разговорот за Гласот на Америка. Ви благодарам и вам.